мојот драг колега, колегата Љупчо Поповски, секој понеделник викенд колумна, Љупчо. Добро утро. Добро утро. Твојата колумна минатиот викенд за Дојче Веле, а потоа пренесена низ разни други медиуми и портали, е посветена на еден концепт кој што во политиката е познат барем едно 150 години, а тоа е оној германски концепт за така наречениот Lebensraum, за животниот простор, односно, како што и ти самиот во наслов сега го перметираш, да кажем, го превртуваш за оваа руска ситуација, колкав животен простор и треба на Русија. Идејата за Lebensraum е негдека од доцниот 19 век, кој што потоа во Првата светска војна и геополитички се спроведуваше, а тоа е дека на германците им треба простор за ширење, за да можат својот потенцијал да го изразат што подобро, за да на крајот се разбира за времето на Хитлер го доживее својот врв и потоа од тој врв падне во долината со прилично остар пат. Тоа ли е таа паралела што те води помеѓу оваа денешна, да кажем, руска идеја, дека тие мора да се шират над руските граници, бидејќи им требаат бафер зони, не знам, окупација, анексии, како и она идеја на германците пред 100 години? Може би тоа идејата за Lebensraum, ја не сакав да ја кажам, тие каже Lebensraum, за да не заликува на... Која ќе прочитам животен простор во една геополитички контекст, знае што значи. Може би е пресилно да се каже, но факт е дека уште од Петар Велики и така натаму, може би уште од Борис Годунов, предходно на русите, без оглед на големиот простор што го имаат. Тие се најголемата држава во светот. Во светот, апсолутно најголемата држава по територија. Иако предходно не биле тоа, кога ќе се сетиме на монголските освојувања и така, Русија главно била една мала државичка од тука, од денешен Киев или подолу до горе до Балтикот. Очигледно не им треба, значи, со вековите, како се ширеле од проширувањето кон Сибир е некаде во 18 век, шируваат, значи, тоа чувството за големина расте од деценија во деценија. И сега секое стеснување на просторот кај ни предизвикува како некаква вознемиреност во перцепциите за живеењето и за големината. Ова што ти го кажа за товие бафер зони, мислам, тоа ми беше мене поентата во текстот, дека тие би ги зачувале сегашниве граници на кај што се Белорусија и Украина, но да биде таа бафер зона една прилика 500-600 километри на исток, да нема, на запад да нема ништо освен територија што е под нејзина под руска контрола. И за да може релативно мирно да живее според нивните сваќања во Кремљ. Иако логично е да има некако чувство на вознемиреност и страв ако НАТО преку Летонија и Естонија граничи со Русија, а преку Полска исто со Калининградската област исто граничи, иако само Литванија не е со матицата Русија. Добро, Љупчо, ама каков е тој руски страв? Мислам, дали се тоа историски реминисценции на, не знам, Наполеонови освојувања, Хитлерови освојувања? Бидејќи најглавната стратегиска, да кажем, компонента на руската одбранбена стратегија до измислувањето на нуклеарното оружје, ако смеам да кажам, била секогаш длабината на руската територија. Значи, нема освојувач кој не се обидел да ја освои Русија, а потоа заглавил во таа огромните пространства, при тоа со клими кои што ги знаеме какви се, и потоа со текот на време ова што на нив сега им се случува во Украина, се разлекуваат патиштата за логистика, предното отидено многу напред, задното не може да го стигне и полека сите инвазии и окупации тие успевале да ги решат во своја корист. Зошто е Русија денеска уплашена од овој вид, бидејќи сепак никој не помислува дека НАТО ќе тргне во тенковска офанзива на Русија. Ја мислам дека тоа е илузорно да се мисли. Значи,
надвор што овие, како се викаат, монголските хорди таму, тоа племињата беше. Тоа е најголемата империја што воопшто постоела во историјата на човештвото, ако може да се нарече империја, значи некако вид држава. Влегувале во Москва, единствениот што влегол во Москва е Наполеон. И после, бидејќи не може Предходно запалено од русите токму за да не најде Да, не најде, но седел таму 2 недели, колку и се вратил, сватил дека е тоа илузорно. Монтгомери, прославениот фелдмаршал британски кој го победи Ервин Ромел во Африка, има кажано, дека има 2 правила во војната. Никогаш не војувајте со Русија и никогаш не војувајте со Кина. Заради големината на територијата и заради Русија е голема држава во секоја и во бројна смисла. Ама во однос на Русија тоа се однесува заради таа длабочина што ти ја спомнуваш, затоа што ти колку и да навлегуваш ти и понатаму не можеш да стигнеш до главнината на руските сили, тие ќе се повлекуваат се подол и подол, а ти немаш, или по на исток, а ти немаш сила да ги освоиш. Тоа му се случи на Хитлер, обидувајќи се да стигне до нафтените полиња во Азербејџан, во Баку, за да може да има напојување за својата армија, заглави кај Сталинград 42 година и тоа беше крај за почеток на крајот на целата негова Лебенсраум, да кажем, дури идеја. А тоа каде е? А сега ова што ти го кажуваш како што заглавуваат, мислам очигледно е дека на руските сили, онака како што сите војни стручњаци во овие денови кажуваат, неподготвени за ваква голема операција, сега тие се најдоа заглавени во истата. Смеам ли да направам уште една паралела, Љупче, ако ми дозволиш за да овој разговор за време на малку му во студиото ми е Жагор, па за време на Наполеоновите освојување на Русија, тоа е негде почеток на 19 век, 1812 и така натаму, Наполеон тргнува со 700.000 војска, огромна, грамадна и така натаму. Ние гледаме и за денешно време тоа би била таа би била, значи, милионска е таа цела операција. Откако сето ова се случува и тој ја губи војните и така натаму, Франција во таа освојувачка акција има изгубено околу 200.000 коњи. Што ми е зборот? Политичките економисти проценуваат дека заради таа загуба на коњите, кои што во 19 век биле суштината на економијата, земјоделието, транспортот и така натаму, Франција не може потоа економски да се опорави 30-40 години наредни заради тој пораз и заради таа неуспешна авантура на Наполеон кон Русија. Сакам да кажам, паралелата денеска е слична и со ова што Русија го прави. Значи, не само што ова, без разлика на војните действија, ќе се одрази како што ќе се одрази, туку овие економски блокади и така натаму веројатно ќе придонесат да Русија уште децении не ќе може од оваа авантура на тој начин да се опорави. Значи, вчера читав едно интервју на еден многу познат руски економист, па го пренесовме во Независен, Сергеј Гуриев. Тој е доктор докторирал на Московскијата академија за науки, но под притисок Русија има напуштено Русија негде 2013-2014, предава на Sciences Po, на прочуената Париска школа за економија и политика. И тоа интервју е насочен главно економски. Тоа е во тој забранет медиум Медуза, ама нешто се пројавува. Медуза е инаку портал кој што минатата недела, како и сите други русите ги исклучи од интернет и така натаму. Кога ќе отворите веднаш тој горе, ова е странски агент и така натаму за сите читатели. Тој вели дека овие санкции што се введени се биле незамисливи досега во историјата на санкционирањето на една држава. Никој не знае што понатаму ќе биде, но дека се страшни. И според неговите зборови, морам да верувам, бидејќи негови колумни сме читале на многу места, е екстремно почитуван човек, извореден економист, вика, најголемата траума за руската економија ќе биде замрзнувањето на средствата на Централната банка. Вика, досега таква работа не се случила. SWIFT е
повеќе да. за голем психолошки удар. Но ова ако се замазне, вика, сега што ќе прават? Тие ќе продаваат јуани и златото, тоа што го имаат во резервите во Русија. Вика, ова страшно топење, американците тоа сакаат во мелтдаун да го наречат, иако ние немаме некаков соодветен термин за тоа, топење ќе биде на руската економија. И мислам дека ниту русите, ниту светот немаат представа што понатаму ќе биде, како што вели Гориев, но очигледно дека последиците ќе бидат страшни за економијата. Не се овие санкциите после 2014, затоа што ова е друг тип на војна. Неспоредливо. Значи тоа дојде во момент, бидејќи мислам дека ниту Путин, ниту луѓето околу него, а ниту голем дел од западната јавност не очекуваше дека реакцијата ќе биде толку силна, толку униформна и толку, кажем, унисона и до некои работи кои што мене лично веќе ми изгледа дека може да додат во претерување, како на пример со уметниците. Да. Ама како вика, ние дури и нашиот Милчо Манчевски во еден филм и други кажуваат, доаѓа времето кога треба да се изјасниш. Не можеш да бидеш неутрален за од такви страшни прекршувања на човековите права и уништување на луѓе, на добра без никаква причина. Љупчо, да го заокружиме овој разговор, ме интересира твојот став, бидејќи очигледно е дека после се ова што го говориме, значи едно мислење на Путин дека ова ќе трае кратко, брзо и дека потоа светот ќе се прилагоди на неговото освојување на Украина, па потоа до ова заглавување 12-ти ден таму сега ќе мора да се тргне кон она уништувачка стратегија да се рушат градови за да се освојат терен, така, па потоа што ќе прави со тоа е друго, до овој остар одговор на целиот свет, особено на западниот свет кон Русија. Повеќе анализи во последните 2-3 дена што ги читам се дека сега Путин се повеќе наликува на еден класичен изолиран диктатор, не изолиран од светот, тоа секако, туку изолиран и во својот бабл, во својата некаква реалност, окружен, јас ги гледав, веројатно и ти го виде тие анализи, кои се луѓето околу него. Путин е најмладиот, тој има 71 година, сите други ближат 70-71 година, тука е негдека Путин, сите други ближат кон 80, значи тоа е еден клуб од старци, 5-10 души, сите се КГБ, со исклучок на еден 20 и така натаму. Што правиме сега со овој човек кој што сега веќе во Русија почнува да спроведува забрани, укинувања, апсења масовни и така натаму, без разлика. Како тој човек сега ќе функционира, оти сега за него веројатно му станува јасно дека ова да се биде или не за него лично, не само за Русија. А тој веќе имаше империални сништа дека Русија треба да, ако ја нема Русија која што ќе биде моćна, подобро да го нема светот. Одека дури со одбрани зборови го цитирам самиот него. Значи, последниве денови, вчера беше, завчера, беше Нафтали Бенет, израелскиот премиер, да. Беше во саботата. Па отиде, после тоа се слуша Бенет со Зеленски, па отиде во Берлин да се види со Шолц. Па вчера повторно Бенет се слушна со Путин. Вчера се слушна со Путин прво Ердоган, потоа Макрон, саат и пол. Луѓето му се јавуваат, а тој станува се по-непопустив и по-непопустив. Прашањето е сега што е тоа прашање што ти го поставуваш. Дали понатаму треба луѓето, мислам оние што сакаат навистина да се реши проблемот, треба да продолжат да му се јавуваат, или дали со тоа јавување постојано кај Путин неговата самоувереност дека од него зависи се зголемува до рамки, до граници некои на кои што се губи пресметливоста за разумни одлуки. Пресметливоста од Платоновата република, значи говорам од пред 20 и кусур векови повеќе до денеска, се знае дека овој вид на диктатори стануваат несигурни во окружувањето. Ова седење со своите соработници на 30 метри далечина, тоа не е омикрон, тоа е страв, веќе патологија една и така натаму. Има ли решение за вака изолирани веќе помалку, како да кажем, изместен од реалноста руски? Тоа мислам ни во ЦИА не знаат. Тоа е $1 милион кој. Да, така. Ама Оти ако до сега не можеа да му кажат не, предпоставам дека сега натаму никој не сме ништо да му каже. Ситуацијата уште е полоша, имаше некои внатрешни
информации за тоа што се случувало во Кремљ. Најмалце половина или 2/3 од владата поим немале дека ќе има интервенција, дека сите очекувале дека да, тоа ќе се заврши со признавањето на народните републики Донецк и Луганск и дека тоа ќе има нешто, но дека ќе се оди во таква голема операција воена со толку, со 170-80 илјади војска, од кои апропо на преска што зборуваме, 95% од тие војници се веќе ангажирани, значи нема резерви. Треба да носи од Сибир резерви, а тие не се професионални војници, туку се 20 годишни деца. Тие луѓе што биле во владата, тие прашање колку, дури и самиот премиер колку имал знаење Мишустин, ама очигледно дека тоа се... Ние него ни знаеме како се вика премиерот. Да, Мишустин, да, него не знаеме. Знаеме ја и ти, ама јавноста не чула никогаш. Тука си Сергеј Шойгу, тој Герасимов, началникот на генералштабот, и другите, значи тоа е направено во многу тесен круг. И сега, за да не се прошируваат тие евентуални информации, не само за тоа што се случува во Украина, бидејќи тоа очигледно читаме ние дека оние деца во Украина им кажуваат на своите родители во Москва дека има војна, тие не им веруваат. Дека се бомбардира. Девојка вели мајка ми во Москва не ми верува дека Русија бомбардира дека. Целата таа блокада за информациите е направена и за да не се пројавуваат информации во самата Русија за тоа што се случува во владеачката гарнитура или пошироката гарнитура, да нема информации дека има некакво незадоволство, разлики, сега има 7000 научници подпишани на петиција која секој ден расте со членови на Руската академија на науки, професори и така натаму. Тоа никој не го знае, а тоа се 7000 научници, знаеш, што е тоа за Русија и за без оглед колку е голема, тоа е огромна бројка, има канали, но најважно е тоа што таа прашањето за преспетливоста да се зачува во оваа просторија, да никој да нема контакт со тоа да се запраша за состојбата на здравието на нашиот драг лидер. Љупчо, да завршиме денешниот твојот викенд текст за Лебенсраумот, за животниот простор. Кај Хитлер беше геопотиката Драг нах Остен, нели, освојување на истокот, тоа и сега Драг нах Вестен, ќе видиме како ќе заврши. Значи, мене ми е некои работи, например, ние не можеме да ги разбереме тоа кај русите, таа рускиот ген. Но ако тргнеме од Петар Велики, значи Петар Велики отиде да работи како столар во Холандија на бродови, за да ги запознае западните искуства, за да ја направи, да западизира, да ја модернизира Русија, да дојде во контакт со Европа, бидејќи таа е дел од Европа. Не се Екатеринбург или Хабаровск таму на Сибир дел од Европа, тие се дел од Европа споради државата, но генерално се делот од Русија. Сега Путинит, не само Путин, туку и некои други предходно настојуваат нема да го величаме Петар Велики, да е отцепот од западната култура. Ние знаеме, значи од Стравински до што се не целата култура, сите руски писатели, од Чехов, Достоевски, сите оделе дали на лечење, дали на коцкање, до денеска. Сега тоа свртено кон Европа и сега одеднаш. Да. И сега ти најнаш да ја пресечеш таа всушност е папочна врска. Љупчо Поповски, ти благодарам многу.